Ајде, здраво живо на сите од Мавровица КД Електроника. Јас сум Кире, концесионеро на Мавровица. Ово е мојот тим, тука што работиме заедно веќе 3 години цели. Ово порибување, денеска се извршува порибување на езеро Мавровица со капиталци над 15 кила, има до 24-25 кила. Некаде околу 800 кила риба има се укупно на ово порибување. Здравие на пролет, имамо уште едно 600-700 кила договорена веќе риба, исто примероци над 15 килограми до 23-4-25. Сега у моменто, значи до сега пуштимо веќе некаде 10 риби, измеримо ги најголемите 23-400, 24-200, измеримо некој 19,5. Значи, претежно са рибите, сите са над 15 кила, ама околу 19-20 кила. Убави примероци, ќе видите од снимките, што ќе ви бидат исто проследени на ово видео. Ние за ово езеро, значи, 3-та година веќе поред се мачеме и доста добар ред ставиме на ово езеро. Доста рибарите се научија дека рибата не е пред се за јадење, дека е за спортски риболов. И мало е и негативни коментари, и мало е позитивни коментари, али углавно 90% веќе се позитивни коментарите, негативните коментари почнаа и да не интересират, затоа што се премногу малку за да не интересират. Сакам да ви кажам на сите дека ово езеро веќе е потерко на европските, балканските езера, како што ги има по Бугарија, по Србија, по Босна и по другите европски метрополи. Веќе со овие тон и пол што ќе се порибат, значи се укупно до следната сезона, додека да почне до март, ние ќе бидеме сигурно број 1 езеро у Македонија и сигурно број 1 и по надпревари, и по улов на надпревари, и по улов на слободен риболов. Тоа ви ја гарантирам. Уште првата година сам ви гарантирал. Сега, еве, доваѓа до израз сето тоа што смо га збориле цели 3 години. Чекајте, не е само ово крај, ово е само некој почеток, средина можам да кажам, затоа што не чекат уште добри 15 години концесии. Може да замислите овие риби од 23-24 кила колка ви би биле за 15 години. Тоа е што можам да кажам, овај тим нема никад да га забраве во езеро и ја нема нив да ги забравам заради тоа што многу риби, многу луѓе донираа средства за ово порибување. Морам да ги пофалам сите, значи ќе почнам ајде од најголемите донирачи на воа порибување. Имамо едно друштво од Македонија што работат у Швицарска. Тоа друштво, значи, не име прв пат донација за во езеро, за во порибување, веќе име втор пат. Донират големи средства, овој пат само они донираат 40.000 денара. Имаме и представници од тоа друштво. Ајде ќе ве молам, Филип. Само ти ли си ни денеска представник? Само јас сум денеска. Здраво, живо. Ово е Филип, значи дечко од Македонија што работе у Швицарска, работе, макотрпно печале и донира за во езеро. Да знаете дека се потекнува од овај дечко и од Кире Велков од Струмичко Ново село, се потекнува од нив двајцата да соберат средства и да ни помогнат на во езерото и гледат дека се стварно грижимо за рибата во езеро. Филип, ти што ќе кажеш? Кажи ми за сето ово. Немам зборови, немам коментар за тие. Како се чувствуваш тука во Овче поле на браната Мавровица? Прекрасно. Колку време веќе доаѓаш? По 2 години се знаме. Така е. Убаво. За надпреварите се. Да, може да кажемо и за другите, значи што имамо донатори и некои од донаторите се и тука. Еве го Автоспорт, Минка, Дени од Кочани, Станче са тука представници од Кочани, од Скопје са Мето, Небојша. Други кои имамо, еве га и Давидче, најголемиот дечко од Скопје ни дојде за да ги виде вие прекрасни примероци на крап. Од Свети Николе смо тука, ја и мојата екипа, ја, Коле, Воци, Гоќи, другиот Гоќи, тие смо, Давидче, Даскалчето, морам да го поздравам и Даце Кумановец. Исто 12.000 денара е дечкото донирал за во порибување. Немам што друго да кажам, освен да им кажам благодарам на овие другари, што сето ово са го направиле за ово езеро да блесне у правиот сјај
како што треба да биде. За сетиот труд и мака 3 години доваѓамо до тоа што треба да бидеме. Од до годин, само момент, од до годин на овој езеро ќе се одржуваат професионални надпревари со многу улов и само капитални примероци. Целта на сите, целта на мене е да ви кажам само едно, дека за ја не ми е сакам да ги оставам само големите примероци во овој езеро, значи да има крапови над 5, над 10, над 15, над 20 кила. Крапчиња од кило и пол до 3 атрактивност не прават. И заради тоа некои ми викат зашо дозволуваш од кило и пол до 3 крапчињата да се зимат. Крапчињата од кило и пол до 3 никој не доваѓа да ги фаќа, верувајте ми. Нема веќе кој што сака да дојде да си фане крапче од кило и пол до 3. Сите фаќат крапови, сакат да фатат крап над 10, над 15 кила. Тоа е овај ден веќе езерото е задоволено со толку, со такви примероци на крап и веќе следното порибување можеме да кажеме дека езерото е формирано у тоа што ми е било цел. Значи, ја кога сум го земал под концесија, сум имал цел, од пролет мислам дека целта ќе биде остварена. Ајде, Филип, че кажи нешто? Голем поздрав за сите колеги тука во Македонија, до моите колеги во Швейцарија. Сите што помогнаа, Никола, не им ги знам на сите имињата, затоа не ги споминјам. Никола го знам, Кршков, поздрав од него. Поканувам на сите да дојдат, да видат, да уживат тука на Мавровица, па сега ќе видат и со големите примероци што ги има, доста. Даскалче, дај само да го фанемо тај утек на пуштањето. Даскалче. Само да го фанем. Не знам што да кажам. Ќе дојдете сами и ќе видите. 22-3 кила е сигурно тука некаде. Здрав крап со документи за потекло, со здравствена состојба, со дезинфекција, како што гледате дека се врши дезинфекција на секоја риба, значи се врши тотална заштита на целокупниот рибен фонд во овој езеро. Оно што ни е важно на нас од продукција Ристонија од овче поле МК е туризам кој што се развива, кој што браната е многу голем чинител. И сакам да те прашам колку луѓе годишно од прилика доаѓаат тука? Значи, риболовци стрикно, ќе ти кажам, некаде сигурно 1500 луѓе различни, кои што доваѓаат по неколку пати. Значи, секој еден риболовец што е дошол и што е видел оваа убавина, прво чистоќа, во езеро, значи, прво ga многу одржуваме со чистење. Второ, имамо значи, прекрасни примероци на риба. И што ме еднаш дојдат, фанат 2-3 крапа, гледат дека има удари дневно, 5, 6, 10 удари, они повторуваат со доваѓањето. Значи, не само риболовци кои доваѓат, викам ти, 1500 луѓе, не само риболовци кои доваѓаат почесто, туку и имаме и многу излетчии во езеро. Значи, имаме направено летниковци, 6 летниковци, некаде по 40 луѓе се собира на еден летниковец, кај што постојат маси, клупи, кај што ништо нема потреба да носат луѓето, само можат да си земат едноставно скаричка, постојат и скаричка, месце и решетка да си земат и да си завршат работа, ќумурче и да си завршат работа да си испечат. Од до годин, значи од пролет, планирamo тука да се наместер, веќе е најдена некоја подвижна приколка. Вчера баш бевме кај таа приколка да ја гледаме. Веќе е најдена приколка подвижна со оплата и со шанкче. Планирamo нешто да има и значи за пиење. Фати го крапче. Значи да има пиење, нешто да се продава, грицки, вицки, такви работи, цигари и сокчиња, вода, пивце, нешто такви работи, за да можат луѓето да бидат растеретени од тоа макнање. Многу сакаше уште една работа да кажам, добро е што ми текна, дека е многу битно луѓето да сванат дека морат ѓубрето што го донесат до тука. Морат да сванат дека тоа ѓубре мора да се врате назад. Значи тоа ѓубре нема на кого да го остават тука, па да чека некој да им го собере. Значи тоа ѓубре морат самите, тоа е нивно ѓубре. На летниковците сум направил табли на кои пишува дека се моли секој со своето ѓубре да си го собере и да си го фрле во контејнерите кај викендицата на патот. Значи нема тешкотија у сето тоа. Застанува на патот до викендицата, има 2 контејнера, само од џамо га фрла у контејнеро и продолжува.
Значи, кога веќе донасаш кесиња, донасаш шишиња, треба и да си ги собереш, оти у природата нема кој да ти ги собере, природата сама не ги собира. Тука имамо наталожени ѓубриња по години што се стојале, по 20-30 години кесиња не скапани, па ги собирамо у овие 3 години што работеме со езерот. Можам да ги поздравам само сите спортисти на крај, сите спортски риболовци. Неќам уопште некој ако помислува дека треба, дека иде на риболов за краб да фате и да земе, неќам да доваѓа уопште на Мавровица. Мавровица мора да сване дека не е за да дојде и да земе краб. Мавровица е за да дојде, да фате краб, да ga пуште, да направи добри фотки, добри успомени и да си отиде среќен дом. Тоа е најбитното да ga сватете у риболово. Риболовци, послушајте ме. Кефо на риболово, значи адреналино е кога крапот ќе ти удре, кога ќе успееш да го извадиш, кога ќе направиш слика и пак ќе го вратиш назад. Сето друго е само, можам да кажам, лук и вода. Тоа е од мене. Другари, уживајте. Сакам да доваѓате шо почесто на Мавровица. Мавровица ќе ви ги нуде сите убавини што ги има, сите риби што ги има. Значи, нема сигурно да грешете и нема сигурно нема да се покаете што ќе дојдете на Мавровица. Еве, гледајте сега. Овај се збуни, иде назад. Ама треба вака да правите. Шо го фатате рибата? Одма го усмерете назад. Еве го, оп, готово, другари. Тоа е тоа. Поздрав од Мавровица, ве сакам сите. Поздрав и се најубаво. Да се гледаме од пролет. Настройте камера.